Здраво на сите, добре дојдовте во Колегиум на Цивил. Денеска во малку скратен состав, без гости онлайн, ќе разговарам со одговорната уредничка и уредници во Цивил, во медиумската платформа на Цивил, пред се Цивил медија, меѓу тоа е Drake.mk, Civil.today и други медиумски платформи на Цивил. Денеска имаме брза агенда, колку да се запознаеме со неколку аспекти на нашето динамично политичко и социјално обкружување и живење. Пред се би сакал да ги информирам сите дека во тек е проектот Democracy Navigator или Демократски навигатор на организацијата која во 5 различни компоненти ќе спроведува еден стратешки одговор на хибридните тактики, на хибридните закани во нашата земја, а во една компонента ќе се занимава и со мониторинг на изборниот процес. Заврши повикот за аплицирање на краткорочни и долгорочни наблюдувачи на Цивил. Наскоро ќе бидат познати и резултатите од тој конкурс, а секако дека веднаш потоа, уште на почетокот на идната недела, ќе започне интензивно наблюдување на изборниот процес низ целата земја. Како и да е, јас би почнал со мојот колега Дехран Муратов, со кого имавме и еден подкаст, една епизода на подкастот Само нешто да прашам, кој беше навистина добро примен од публиката. Јас лично го доживеав тоа што го зборуваше Дехран многу силно и пред камери, барем така реагира нашите гледачи, ми кажаа дека тоа беше навистина важна, голема, динамична, емотивна, а секако и аргументирана епизода од Само нешто да прашам. Денеска ќе почнеме со дезинформациите и злоупотребата на поимот хибридни напади. Со Дехран се разбира, мојата колешка и мојот колега се тука да дополнуваат, а секако дека имаат и други теми за раскажување, за обработка на оваа епизода од Колегиум. Па да почнеме, Дехран, со тебе. Да кажи ми кои се наводите како на Цивил, така и на посебните одделенија, да не кажам организацијски структури или тимови во Цивил, пред се на самата редакција, меѓутоа и на мониторинг тимот на Цивил за следење на хибридните закани. Што имаме во кратки црти да кажеме на почетокот? Да. Од старт да расчистиме дека ние веќе влеговме во длабока политичка кампања, предизборна секако, користејќи многу дезинформации, полувистини, шпекулации, манипулации, кои што на некој начин се навестува што ќе следува во изборната кампања, официјалната која ќе почне. Веќе вчера видовме дека почна и црните кампањи за дел од политичарите. Не само вчера, и претходно имавме, но вчера беше најексплицитно со веб страницата Убиците од Кочани, на Кочани, во кој што премиерот Мицковски, министерот Тошковски, директорот на БЈБ беа представени со крвави лица на таа страница, во кој што они нарекоа дигитален споменик на тие кои што се директно одговорни за несреќата и нерасчистување на случајот со Кочани, но исто така партијата која што е на власт ВМРО не пропушти без да има докази да ја обвини опозицијата, односно Венко Филипче, дека тие се креатори на таа веб страница. За понекој час да видиме дека опозицијата, односно СДСМ, ветија дека ќе поднесат пријава, обвинение до ВМРО за клевета и морбидна
морбидна кампања против нив, но тоа е чисто е колку да навлеземе за каква кампања може да не очекува. Што се однесува до хибридните закани, ние видовме сега во изминативе неколку дена дека агресивно актуелната власт се обидува да ја насочи нивната неспособност со пожарите за да прикаже дека имаме ние хибриден напад од дома, но и од странство, некои центри за кои што ние немаме информации, но моментот е што дел од тие политичари кажуваат без да посочуваат имиња и организации и партии, но нели нивните медиумски гласила си дозволуваат да кажат кој е виновен за тоа, нели секако не пропуштаат без ниту еден доказ да кажат дека за тоа стои опозицијата. Но еве ајде да на социјалните мрежи дека не забележувам дека се пожарите се ставаат и на адреса на албанците, односно на како персонификација на затоа сакав сега да ја направам она споредба. Ние не е нешто ново тоа што сега актуелната власт, почнувајќи од премиерот, завршувајќи до некои директори да што немаат директна одговорност и улога за зборуваат за пожарите, затоа што не знам се поставени за некоја друга директорско место, но си дозволува да го коментираат и случајот со пожарите, но нели мора да си го задржа директорското место, па нешто да бидат видливи во партијата. Но моментот е што ние, ако ни текне сега затоа пред да почне оваа емисија, јас си направив некој бележник за чисто да ги информираме граѓаните дека уште од лани почна кампањата со хибридните закани кон Македонија и државата. Ако ви текнува, лани имаше уште на почетокот, само што дојде актуелната власт, што е нели само што формира нова влада, тие веднаш почна со кампањата дека на есен ќе имаме терористички напади од ДУИ. Од страна дојдени вооружени групи, дестабилизација. Помина цела година, ја повторно сега доаѓа есента и повторно не плашат, значи цела година немавме дестабилизација, немавме терористички напади, немавме нарушување на мирот и безбедноста, но нели сега повторно не плашат со некои бавароги. Тоа на есен доаѓа, кога ќе падне. Да, можеби можеби си во право затоа што не кажа која есен, можеби некоја есен 2050, но моментот е што тоа зборуваме за премиерот, но исто така тука се вклучува и политичката партија ВЛЕН, нивните коалициони партнери, кои што во изминативе неколку дена изнесоа едно обвинување, но без да понудат аргументи, а истовремено не видовме дека безбедносните служби се понудија дека тој случај ќе го разрешат, затоа што ВЛЕН обвини дека ДУИ плати насилници да тепаат млади албанци и да ја запалат џамијата во Шапка. И затоа така помина таа информација во јавноста без да има некаква реакција. Едноставно ја пуштија таа балон топка и толку, никој ништо не зборува веќе. И на крај сега да се вратиме на моментот каде што вчера министерот Тошковски, без да понуди аргументи дека имаме хибриден напад и организирано палење на државата, но има еден момент каде што сите медиуми, особено оние кои што им се блиски до власта, излегува со аргумент, односно го цитираат, морам и јас да го кажам, факт е дека. И сега кога ќе слушнеш дека министер за внатрешни работи ти вели факт е дека имаме хибриден напад, тогаш тоа треба да е многу сериозно. Но факт е само во неговите изјави, без да имаме ние аргументи и докази, затоа што ако е факт тоа, тогаш треба и Советот за безбедност, председателката Гордана Сињановска Давкова да ги повика
луѓето да седнат да разговарат, затоа што ние ако имаме хибриден напад, тогаш е сериозен проблем. Затоа што доаѓа од уста на министер каде што вели факте. И на крај би завршил уште ова. Министерот за внатрешни работи во неколку наврати, така го следи неговата цела кариера од како почна како министер до сега, до предпоследната изјава, во кој што вели имаме трул систем. Трул е системот, каде и да копнеш ќе најдеш нешто труло. Без да заборави дека он не зборува во име на опозиција. Он е на највисокото место на тој систем. Он е дел од системот. Треба да не се вади на тоа дека имаме трул систем, кога ти си дел од системот. Треба да го решиш тој систем, затоа и гласачите, и граѓаните ја гласа ова актуелна власт, за да го смена тој систем. Јас би запрал тука за да не одзимам многу време. Не, ова се многу важни аспекти, особено затоа што е многу добро и подсетувањето, повели. Во однос на хибридните и на министерот се демантираше сам себе два пати. Па да, дека прво рече дека нема докази за тоа, па после рече не, јас не го кажав тоа. Значи очигледно при второто вако имало интервенција од повисоко, зашто? Јас би сакал да го замолам колегата Аријан тука да стави еден инсерт од разговорот што го имавме со професор доктор Оливер Андонов, професор на Војната академија, исто така еден од основачите на фракцијата за демократизација и ревитализација на ВМРО-ДПМНЕ. Ако може да го погледнеме тој извадок што ќе го стави колегата, а потоа би продолжили токму на таа тема. За жал, тие високи државни представници покажаа дека не знаат. И јас тоа, кога би полагале кај мене, сите би требале да паднат на основата на предметот полемологија, бидејќи познавањето на тоа што се хибридни закани, односно што представува војната како теорија и војната и вооружената борба како пракса во рамките на војната и хибридната војна како дел од доктрините на војување, тие не би знаеле да одговорат ни на нивото на еден просечен студент во прва година во втор семестар. И мене ми е жал за таа констатација, може да се лутат на тоа, но јас од мојата позиција на универзитетски професор во одбраната, јас тоа јасно можам да им го кажам и единствено што во моментот можам да препознаам низ нивната перцепција и изјавите кои ги дават е политичка злоупотреба на еден збор хибриден напад. Дури тука ќе потенцирам дека изјавата дека хибриден напад се врши на влада е многу интересно, бидејќи тоа е политичката мотивација. Значи, тука нема загриженост за сигурноста на државата. И внимавајте, не употребувам термин безбедност, употребувам термин сигурност. Бидејќи и јас, и вие, и целото општество, и граѓаните наши, гледачите на интервјуто, сите се под прашањето на сигурност во разни аспекти. Да, ние сме загрозени во однос на нашата здравствена сигурност поради палење на ѓубриштата. Не би ги нарекол ни депонии, бидејќи за да имате депонија или имате фабрика за преработка на отпадни материјали, треба да имате селекција на материјали и управување со отпад. И за тоа има луѓе стручни во државата кои знаат како тоа се прави, но очигледно некому тоа не му одговара. Добро, на оваа тема разговаравме и со Љубомир Костовски, политички аналитичар и новинарски ветеран, но со него ќе разговараме повторно идната недела на други аспекти. Тој редовно работи на темите за хибридните напади, дезинформацијските пропагандните наративи. Неодамна тој е првиот што за Цивил ексклузивно напиша анализа за продорот на Алта банка, сомнителната Алта банка во финансискиот и банкарскиот систем во нашата земја, но да се вратиме назад на ова што го зборувавме овде за употребата, односно злоупотребата на хибридните напади и во контекст на тоа што го кажа и професор Андонов. Ние напишавме, објавивме и една кратка анализа за манипулативната злоупотреба на поимот хибридни напади
кога државата се измислува непријатели, тоа е со мојата маленкост подпишан текст објавен пред 2-3 дена на Цивил медија. Видовме дека дури Господ беше повикан на помош за да ги оправда и потврди хибридните напади под наводници. Видовме многу контрадикции, многу абсурд и исто така видовме голема дрскост, но на тоа на некој начин и се навикнаа медиумските работнички и работници кои се наоѓаат во непосредна близина на овие функционери кои очигледно е дека немаат никаков проблем да трпат сериозни навреди и ароганција од представниците, од високите представници на власта, па тие се однесуваат и многу дрско, многу со навреди и така натаму. И се разбира дека би сакал само 4 булет поинти да укажам на опасноста од ваквата манипулација. Девалвација на поимот хибридни напади, тоа може да биде многу сериозно и навистина да предизвика безбедносен проблем во некоја перспектива кога навистина би имало хибридни напади, пренасочување на вниманието од неспособноста на власта и институциите на нешто што е на некој начин измислица или дезинформација генерирана од високо место. Исто така ваквото однесување предизвикува страв од една страна, меѓутоа од друга страна и цинизам кај луѓето кои престануваат, се помалку им веруваат на институциите. Сето тоа може да придонесе и кон други последици социополитички. Кризна ситуација каква што е ова со менеджментот на отпадот, со пожарите и така натаму, тоа е кризна ситуација за еден град или за една земја. Меѓутоа тоа всушност се злоупотребува и се политизира. И тоа не е нешто што ние можеме да го игнорираме. Имаме и една многу јасна, кратка дефиниција што значи хибриден напад. Зборуваше и професор Андонов на таа тема, претходно беше објавена и на Цивил медија и тоа не само пред 2-3 дена во рамки на мојата анализа, туку наназад со години, да не кажам повеќе од една деценија, ние пишуваме за тоа што се хибридни напади и даваме конкретни примери. Како и да, јас би одел понатаму, ти благодарам за ова, се неко немаш нешто да додадеш. Не, мислам, можеме нешто да додадеш во таа смисла. Јас ова со хибридни закани имам впечаток дека конкретно примерот не може да препозна хибридна закана дури и кога ќе прими на гости кај негов кабинет. Како е случајот со актерот, српско-рускиот актер Биковиќ. Да, имаме и за тоа текст, мислам. Имаме, да, сега. Да. И јас сакам само нешто, се мислам веќе од кога почнаа пожарите, оваа година, не секоја година имаме пожари, секоја држава има. Меѓутоа, оваа година, не знам дали само мене и на моите колеги ми се чини дека ова што се случува околу Скопје, цело лето, значи беа концентрирани пожарите во атерот на град Скопје, значи. Никогаш до сега не било само во Скопје. И сега зборуваме за некакви хибридни закани, за нападите од кого доаѓаат. Малку, ајде да не... Да, некаков план изгледа има. Некаков план изгледа има. До толку само, не сакам може да повеќе, се класифицира во поимот хибридни напади, за кои има дефиниција. Ја слушнавме, прочитајте ја на Цивил. Меѓутоа, за што точно се работи, ќе видиме во некоја наредна епизода, заради тоа што ние секако дека работиме на откривање на овие појави, на причинителите за ваквите состојби и нема да имаме проблем во ниеден момент да ги соопштиме фактите. Се разбира, добро е да напоменеме дека сме отворени и за поддршка, помош, информации од сите граѓанки и граѓани засегнати со овие теми.
Ние работевме во текот на изминатиот период и на мониторинг на изборниот процес во целина, почнувајќи од подготовките на ниво на администрација, изборна администрација, па со легислативата, следевме како не се спроведуваат измените, не се прават, а потоа и не се ни спроведуваат измените во изборниот законник, кој онака има 35-6-7 пати доживеано разноразни промени, кои дури да се обична шминка го реметат легислативниот, структурниот дел од тоа што представува изборниот законник и се она што подразбира таа регулатива. Видовме исто така и делот тоа опиша колегата Дехран, како изгледа дезинформацијско-пропагандниот дел од работата на политичките актери на теренот. Ние во меѓувреме работевме на исто така и на истражување на наративите на политичките партии во овој период. Ги поделивме во неколку различни групи, со тоа што мислам дека за оваа епизода можеби е наинтересно само две од тие групи односно аспекти, два аспекти од мониторингот на наративите да опфатиме. Тука би почнале со тебе, да речеме, од еден аспект ги гледавме наративите на политичките партии, на најголемите играчи таму, тоа се ВМРО, ДПМН и СДСМ. Да, македонскиот блок, пошто имаат и коалиција, ВМРО веќе ја обстани нивната коалиција, за која вела дека е најголема досега. Да. Толку се толку сигурни во својата сила, не знам зашто има потреба толкави коалиција. Како изгледаат политичките наративи на политичките партии на албанците во земјата, но да одиме прво со тебе. Што откри Цивил? Сега пишувавме и сега веќе цело време ги следим и веќе тие главни наративи веќе се проширени и надградени. Така е. Да. Значи додека како се ближи денот на изборите, реториката станува се пожестока и веќе не се бираат ни средства за како да се добие глас повеќе, а најчесто тоа се користи, при тоа се користат со оцрнување на противникот. Дел од тие ги каже и Дехран што ги забележав јас во наративите. Претходно како главни наративи ги издвоивме идентитетското прашање, тука беа кршењата на копијата, пред се на традиционално делење на патриоти и предавници, каде што пред се осврна на и промена на името, Преспанскиот договор, па довнесување на бугарите во уставот, тоа е спакувано во едно идентитетски пакет кој едниве наводно го бранат, иако да не навлегуваме дека токму за време на нивното владење на 2 пати од Европската комисија и од State Department, фактички најголем удар се нанесе на идентитетот, според идентитетот како што го замислуваат некој. Европската унија го отфрли барањето да се вметне идентитетското прашање во преговорите. State Departmentот го избриша македонското малцинство во Бугарија и тоа сега така малце се става на страна да најверојатно да не се дигне прашина, да не се крене нешто од пепелот што ќе има на нивна штета. Како повеќе исто овие први наративи се тие што генерално на сите избори, дали се локални или парламентарни или председателски, во главном се тие присутни, како например второ меѓуетничките односи, националистички наративи кои од македонскиот блок првенствено се насочени нели кон албанците, но и кон ромите гледаме сега. Конкретно веќе го спомнавме тоа. Така е. ВМРО ги целата епизода вчера само нешто да прашам беше посветена на ВМРО ужасен наратив. Во еден момент изјави дека Дујги е виновна за пожарите, ги пали. Јас бив на еден
во аеродром и Ново Лисиче протестите што се случуваат и ме порази една случка каде што деца, буквално деца, тука имаше транспаренти, градот, отровот го дишиме и слично, и две деца, негде на, не знам, 11-12 годишна возраст, албанците палат. Мислам, не река албанците, го кажа погрдниот назив. Да, така. Една жена тука беше погрднив, им се обрати не е точно и така. Меѓутоа наративот, како се пренесува наративот од политичкиве партии до луѓето и гледаме дека го прифаќат и децата. Значи тоа веќе на тоа дете ти си му влиел, тој понатаму што ќе размислува. Исто и со ромите ги Побрза постапка ги реши. Државни функционери ги Да. ги наклеветија, да речем, или ги обвинија ромите дека у било која ситуација, дури за тока и на патот на кај Косово како беше го избегува пожарот, во прв момент ги обвинија ромите, после испадна дека собственици биле македонски граѓани, македонци, и тука веќе се разводни наративи. Не се роми, не. Штом не се. Штом не се роми, да. Има една многу интересна сторија во врска со експлозијата во тој сервис што е во Пинтија. Многу интересна сторија. Доправо ги прибирам сите детали околу оваа сторија. Се надевам дека... Да, многу често искача дека некои чисто лукративни побуди предизвикале нешто, со надеж дека ќе го сокрија тоа меѓу... Тоа се хибридни напади, слушај го. Да. Според властите сите се подметнати, искачи дека, да. Сите се подметнати, ама сите се подметнати по налог на опозицијските партии. Нормално, тука е и европската интеграција, тука се главните препокувања. Влајачка партија во моментов глуми конструктивност, излегува министерот за надворешни се слика со европски политичари, кажу да, ние ги следиме, од друга страна, на лице место, премиерот вика, не го даваме идентитетот, под никакви, не прифаќаме такви. Така да тоа се една какофонија од изјави во владеачката структура на држава. Еден од наративите исто е стандард на граѓаните, кои едни пробуваат, кои сега кога се на власт пробуваат нели да што помалку се зборува за него, бидејќи се наоѓа во стандардот е воочен, граѓаните со својот стандард се воочена состојба. Имаме експанзија на високи цени, платите стагнираат, платите зборувам за работничките, не минималните. Тоа што они ги нивелираат со плати во високите кругови. Да, исправиме ако грешам, но сето ова се наративи кои се однесуваат на националниот. Да, на национално ниво. На национално ниво, да. Токму тоа беше, токму на тоа се сведи анализата, наместо да пред локални избори да се понудат конструктивни решенија што се однесуваат на секојдневниот живот на граѓаните. Тука влегува и добро загадениот воздух. Меѓутоа, сето тоа се влече на страната на како да имаме парламентарни избори, како градоначалникот на град Скопје да се кандидира за председател на држава и како премиерот дека ќе биде председател на Советот на општина. Да, он е иначе градоначалник на сите општини. Да, имено. Меѓу другото е сега од овие, што ги кажав, надградениве и проширени наративи, добар дел од нив ги спомна Дехран. Јас тука би ги донал, значи, еден од наративите на кои пред се сите овие наративи служат за меѓусебно препокување на партиите и морам да забележам дека секојаш потекнуваат од владеачката партија. Тука морам да го споменам прислушувањето во ВНБ, за кое се дигна голема прашина. Сега, некако откако
прислушувам, се мисла дека ќе добијат некои поени, меѓутоа како откако некако видоа дека таа игранка не им немаше пролаз кај граѓаните, да речам, и откако опозицијската партија исто се нафати на тој СДСМ на тој наратив, па почнаа од друга страна да бараат декласификација, да бараат да се вклучи јавното обвинителство. Тука влезе и поранешниот директор на НБ Виктор Димовски, кој категорично тврдеше дека тоа не е точно и исто така бараше деквалификација да се види кој, кога и за кого нарачал такво следење. И тука... тоа беше интересно, ама тоа некако згасна. Да, не е сосема згаснато, ама некако како да пробува да се појавува од време на време во јавниот дискурс. За нашата публика е интересно да се каже дека ние имаме еден тим кој работи на мониторинг на хибридните закани. Во рамките на тоа има и дезинформација, пропаганда, говор на омраза и така натаму, во повеќе категории се поврзани тие секојдневни мониторинг активности. И се разбира дека тука на еден ваков состанок пред камери немаме ниту време, ниту пак услови да ги презентираме сите наративи, сите активности и така натаму, туку најпроминентните, тие што се највидливи, тие што имаат најголем импакт. Инаку, нека не се грижи публиката, ги следиме и условно кажано помалите актери, односно опозицијата, гледаме како се однесува или не се однесува и опозицијската сцена, и се разбира тоа и граѓанската. Па се разбира и граѓанската, која е прилично тивка, и ја следиме и медиумската сцена исто така во детали, почнувајќи од законодавните решенија до секојдневната дружба на огромен број медиуми и уредници, газди, и новинари со политичките елити, и гледаме таа топла преградка меѓу власта и медиумите, се разбира. Ја би одел понатаму, ако се согласиш со мене, Драган, и би прешол на другата страна од барта. Не, само сакам нешто да докажам, извини. Пошто, бидејќи Дехран веќе ги спомна овие другиве, исто ги хибридните закани и борбитната кампања, јас само би посочил тука на еден наратив кој изостана, а според мене требаше да биде еден од главните. Тоа е српскиот свет во Македонија. Немаше никакви реакции на... А тоа е брањење на идентитетот од... Да, немаше никакви реакции, никакви. Од главните политички партии, сакам да кажам, на македонските главни политички партии, немаше никаква реакција на шетањето на високи српски функционери, униформирани српски лица низ македонските градови, поставување спомен плочи на четнички војводи и врвот на Кајмак Чалан, каде што дојдоа со гуслари, со униформи од Првата светска војна српска и со три знамења, српско, грчко и црногорско, ги ставија на Кајмак Чалан. Во присуство на вице-премиерот. Да. Каде што беше кажано Кајмак Чалан е порта на Србија, српско воскресење. Да, за српско-рускиот свет зборувавме и со Љубомир Костовски, па би го замолил Аријан, ако може да пусти еден инсерт од разговорот со Љубомир Костовски кој го имавме деноиве, и да баш ова што го кажуваш ти, влеговме баш онака во детали во еден дел од навистина долгиот разговор, па да го погледнеме. Ние сега добиваме од денешка некој што ти упаѓа во системот. Тоа така можам да речем, значи недефинирана банка во својата. Затоа што да не заборавиме, Сопранска банка битла одигра многу важна... Да не е на власт, може би Мицкоски би рекол хибриден напад. Дека. Да, тоа може да се рачуна дека е делот, затоа што се прави организирано, очигледно. Се работи со работници... Се шегувам, се разбира. Да, ама тоа е видите, влегува да еден организам би влегува тука, ја зима банка преку која се врзани
многу сериозни интереси во секторот на земјоделието и прехранбената индустрија, преку која своевремено некои поединци кај нас многу лесно се збогатија. И не можеме да заборавиме дека таму практично го имаме упадот на еден од побогатите луѓе кај нас, тоа е господинот Камчев, неговото семејство, преку кој они станаа одеднашка собственици на сите комитенти кои беа врзани за Стопанска банка Битола, и пошто она беше позната, да речеме, еден зик Пелагонија, тоа е, речеме, носител на земјоделската дејност кај нас и на прехранбената индустрија, млекарици, тука се млекари. После беа врзани некои кондиторски, да речеме, Европа, а да не зборуваме, речеме, здравје, радово и така натаму. Значи не се работи само за српски интерес. Не се работи за пенетрација на српски банкарски интерес. Да. Се работи тогашната номенклатура. Да, начинот на кој се направи тоа во Стопанска банка Битола беше многу исто сомнителен. Затоа што ние таму имавме во конкуренција дојде една албанска фирма додуше не беше банка, тоа мора да речем. И дојде значи овие што успеа да го добијат и беше чувство дека е зад кулисите направен некој договор, затоа што тие таа албанска страна, да речеме, заинтересирана, потоа бараше да добие други да речеме, задоволување во било која сфера кај нас. Концесии некои, и на крајот го доби, мислам дека тоа е значаен трговски центар. И тоа е многу матна целата приказна, баш кај што Значаен и голем трговски центар во Скопје. Во Скопје. Да. И тоа е, иначе да, имате сега вие доби таму еден интерес човек што требаше да биде конзул на Бугарија, знаеме, дури дојдовме до меѓународен инцидент со тоа што таа, да речеме, неприфаќање од македонска страна беше тоа премиерот Заев, доведе до нарушување на тук што стабилизираните македонско-бугарска. Пазете, колку се тие интереси многу силни и во позадина стојат и не се гледаат. Меѓутоа, да речеме, договорот за пријателство со Бугарија беше анулиран, објективно анулиран една година после тоа, заради тоа што не прифативме нивни конзул. Ето, колку е тоа важно, а тој човек сега има доминантен, и сега уште веројатно има таа доминантна позиција, колку што се сеќавам ја последната промена што се случи на... Океј, ова мислам дека добро го надополни тоа што го кажа ти во врска со српскиот свет. Јас мислам дека е добро да се прошири тоа како српско-руски свет, кој секако дека има одличен план кој добро го спроведува во македонски услови повели. Би сакал само да надополнам, нема многу да обземам внимание, но повторно ќе се вратиме на пожарите. Пожарите кога се случија во Визбегово, истовремено во Лисиче, се случија за денот кога добивме студен туш од Европската Унија за извештајот на ВАјЦ. И тоа е мора да го вратам само чисто како подсетување на граѓаните, за никој тој ден не зборуваше за извештајот, повеќе ние се бавевме со пожарите, и ако веќе зборуваме за хибридни напади, јас повеќе тоа би го зборил дека е хибриден напад отколку ова што сега ни се случува, но тоа е, нели, пак ќе речам, работа на институциите. И уште едно, веќе зборуваме за српско-руски свет. Ние имаме отворен кандидат за градоначалник на Скопје кој што ќе се бори за Москва, ќе трча за Москва. И тоа е онака интересно. За Москва во Скопје. За Москва во Скопје, Москва ќе ја донесе во Скопје. И она е отворено зборува, кампањата ја почнува со средбата со рускиот амбасадор во Македонија, каде што им честита на граѓаните среќна нова година и божикни празници, а таа е како промотивно видео за кандидатурата негова. Чисто онака колку да нели дадеме уште нешто со какви плюс наративи ќе се... Одлични детали, пикантни во секој случај. Може ли екипа да се префрлиме преку од другата страна на мостот, на левата страна од Вардар, условно кажано се разбира. Дијана одеше во детали, во мониторинг и во анализа на наративите кои се присутни во
во албанскиот политички блок. Па да слушнеме кои се твоите наоди во овој поглед. Што откри твојот мониторинг, се разбира во соработка со тимот за мониторинг на хибридните закани, дезинформации и така натаму? Видете, не е тешко воопшто да се изанализира цел тој наратив и на кај албанските партии и кај во тој поглед се транспарентни. Сакав да се надоврзам исто за на српскиот свет, не го нарекуваат Москва, руски, туку само српски свет. Тој се провлекува и кај албанските партии, токму поради тоа што нели пред 10 дена пишувавме за тоа, мислам цел цивил медија многу добро го покри со све, само да ние реагиравме на тоа со анализи, со наши ставови и се. За жал единствен. За жал, да, за жал. Токму коалицијата Влен, која што е на власт, од нив немаше никаква реакција за тоа дека значи што се случува во земјава и дека токму нивен, нека не биде тој од нивната коалиција, но е од коалицијата на власт, нивен вице-премиер присуствува на не само еднаш, туку и во минатото, да, и во минатото и со едниот и со другиот и со третиот, нели, со Додик и со Москви, со Сежи. Сакам да кажам и таму се провлекува. Така што опозицијата во моментов е нели ДУИ, кои што исто се направија нова коалиција, веднаш се фатија за тоа и ги обвинеа дека каде сте вие, каде стоите со тоа. Овој дел сакав да го покрием. Инаку на дневна основа наративите токму се водат на другата страна. Имаш право за тоа. Мислам, буквално е сега повлечена линијата. Да, локални избори се, значи на национално ниво, но локални избори. Но најголемата битка ја сега ќе малку ќе скршнам од наративите, само накратко, битката како што и порано се водела за Чаир, која што е од другата страна на Вардар и сега се води, највеќе за Чаир. Најголемите кампањи кои што изборни кампањи кои што започнаа веќе пред месец и пол. Месец и пол и повеќе можеби пред официјалниот нели почеток на изборната кампања. Се отвараат штабови на големо, тоа се фешти се прават. И општа еуфорија е највеќе кај делот на коалицијата Влен која што е на власт, така. Затоа што и тие си го имаат својот кандидат кој што беше поранешен градоначалник на Чаир, па сепак сега уште еднаш се кандидира, а додека ДУИ го ќе си дадам за право да го искоментирам, си поставија кандидат кој што беше министер за надворешни работи во минатата власт, го поставија за кандидат, нели го предложија, цитира кампања, се надпреварува господинот Бујар Османи. И тука сега превагнува. На дневна основа тие фактички се надпреваруваат поинаку, но главните наративи сепак се агендата, нели, интеграциите, едните се ние кога бевме на власт, нели, донесовме до тука, стигнавме до таму, додека коалицијата која што е сега на власт и исто така се кандидира, нели, за пак ќе спомнам за Чаир, не ги спомнам другите општини, затоа што тука се кршат копијата највеќе. Нивниот услов на коалицијата Влен за да издржат во новата влада, нели, беше за 6 месеци да се направат уставните измени и да се внесат бугарите и останете во уставот. Тоа не се случи. Значи, не се случи ни по 3 месеци, ни по 6 месеци, не се ни случува. Но тие упорно си седат на власт, така. Убаво е таму, така. Па излезе господинот Арбен Таравари, кој што им беше министер за здравство по втор пат. Не знаеме точно зошто излезе, мислам знаеме, поради нивните несогласувања околу изборните единици и изборното, нели, но неговиот наратив по излагањето токму тоа си го искористи. Власта не го исполни тоа што го баравме ние, значи уставните измени. Му дојде добро, меѓутоа докаде ќе оди со тоа, тој нема да се кандидира никаде. Второто прашање околу кој вториот наратив се
правата на албанците, што е лично сметам дека е многу смешно во овој век да се збори веќе за нечии права, знаете, кога веќе ти си имал 20 години да речеме, си градел институции, значи си бил дел од власта, си можел да направиш нешто е направено, нешто не е, но сегашната гарнитура на власта со се албанците во нејзе направија чекор назад или не знам колку чекори назад. Значи полека се руши според спектаторите надворешни и мене и лично и на нас, како што гледаме, го укинаа балансерот. Балансерот кој што очигледно беше злоупотребуван, имаме зборено за ова многу пати во цивил и секаде, мислам го имаме третирано убаво ова. Токму членовите на сегашната власт од коалицијата Влен кажувале дека тоа не треба така да биде, не треба, ќе има закон, ќе има што се случи, се донесе некаков закон. Мислам, не знам дали е до крај донесен или предлогот беше доставен, па беше ставен на се одолго влекуваше една година со ветување дека готово е, завршен е законот, ние само ќе ви го доставиме вака до експертите да го прочитат правници ово. И сепак експертите испаднаа дека се токму тие што се против како Каракамишева и други, токму тие што се против, што им пречат добри меѓуетнички, барем пристојни меѓуетнички односи, а за права да не збориме. Значи тоа е другиот наратив. Значи тука се препукуваат, ние правиме ова, не, ние ќе го направиме законот, што се правеле вие до сега не сте го направиле, значи тука се за правата на не се зборува за помалку бројните етнички заедници, туку за правата на албанците, збориме за партиите од албанскиот блок. Иако законот кога и двете беа претходната влада. Да, законот кога се носи сите забораваат, дури и другите етнички заедници забораваат дека тој закон е за сите етнички заедници. Значи, вклучително и македонците забораваат, и ромите, и турците, и сите кои што потоа се бунат. Третиот наратив беше Значи првиот и вториот наратив за кој зборуваш ти, Дијана, е стриктно поврзан со национални прашања, со национално ниво на теми и процеси кои не може, дури да сака некој да ги спроведува на ниво на локални институции на самоуправата, и да видиме кој е третиот, дали влегува... Видете, на публиката и се обраќам, ама и со тебе да и на колегите. Трет наратив би требало да биде како што и беше на почетокот кога нели се формираше, да не забораваме, изборите не завршуваат предизборна кампања никогаш, како што ќе заврши и почнува со друга. Беше влијанието, нели, некаквото влијание на Приштина и на Тирана, кое што и двете нели страни го искористија на свој начин. Граѓаните, мислам дека веќе се многу свесни дека си го користат. Нема импакт, некаков нема импакт, туку едноставно персонификација со некого или добивање поени преку, јас пак ќе кажам, јас лично мислам дека е тоа така. Ако јас се шетам со да речеме Обама низ чаршија, сите ќе смета дека сум многу јака. Не, Обама е јак, јас не сум јака, така што и тој има влијание на друго место, не тука. Така што тоа беше тој наративот, а меѓутоа на Трамп ако се шеташ. Тоа више е друга работа, би било интересно, да. Би било многу интересно, да. Да, со косата така. Меѓутоа на дневна основа и практично им се разликуваат кампањите. Посебно во Чаир, пак ќе го спомнам Чаир, бидејќи ќе видиме и на избори дека така ќе биде. Така. Посебно во Чаир, кандидатот на Влен е посветен на дневна основа значи на легализирање во овој век на канализации, на опремување на канализации, на легализирање, тоа граѓаните ги интересира, бидејќи навистина беше тешко во Чаир да се легализираат нели објекти, да се пријава, да се направат, и тој тоа го прави на дневна основа од куќа до куќа,
Истото го прави и другиот кандидат Бујар Османи, меѓутоа тој оди со европска кампања, сепак не се парламентарни избори. Да. Но тој е нели искален во минатата власт, беше искален, затоа е чуден тој избор на Дуи да го изберат токму Бујар Османи за да. Тоа е нивна работа, го коментираме чисто вака, само го коментираме, да. Можеби ќе победи на крај тој, не се знае. Да. Стандард нема. Во секој случај, кога ги гледаме наративите во овие два најголеми блока, гледаме дека тие во голема мерка се разликуваат. Сепак темите кои се обработуваат во македонскиот политички блок, етничкиот македонски политички блок и оној што се обработуваат, оние теми што се обработуваат во етничкиот албански политички блок, се драстично различни. И тоа е многу интересно да се гледа и ние во Цивил и во рамките на Демократски навигатор како проект на активност веќе подготвивме прво издание на извештајот за рано предупредување, да не откриваме многу, само да кажеме дека ќе имаме прво издание деновиве, многу брзо, кога ќе ги раскажеме овие работи во кратки црти, ќе посочиме на главните наративи, на главните предизвици и се разбира ќе дадеме неколку препораки како јавноста, медиумите, институциите и така натаму да се справат со опасностите кои може да произлезат од ваквото водење политики и пропаганда во земјата во пресред на локални избори. Тоа не морам да го посочам посебно, а се разбира дека ќе има и низа препораки и барања од Цивил за коригирање на манирите, на начините на водење политичка пропаганда, на начините на водење кампања, заради тоа што со ваквото водење на кампањата ние гледаме само дополнителна контаминација, интоксикација, би рекол, на јавниот дискурс, на јавната комуникација во земјата, уште подлабока поларизација која не ветува демократски развој на земјата. Биполаризација. Да, ако ми дозволиш уште малку само кратко. Значи, Драги Преска спомна дека е дел од нели македонските партии или не знам, зборат и за стандардот кај албанскиот блок, бидејќи не сепак не се парламентарни, туку се локални, но и на локални избори, нели треба да се води сметка на тоа да се подобри стандардот на граѓаните, не мора тоа финансиски да биде, но нели едните се вадат дека тоа ќе биде преку подобрување на инфраструктурата и на ова. Во меѓувреме има пожари, нели пак се врзуваме со пожари, а кандидат за градоначалник на една од општините, а тоа е пак Чаир, е токму министер за животна средина, кој што е многу тешко сега, мислам тој се работи и на кампања, мислам жестока кампања, која што допрва веројатно ќе се вжешти, но сега е она теренска кампања, од друга страна е вице-премиер, од трета страна е и министер за животна средина, за кого што највеќе на место него збори премиерот, нашиот премиер, да. Премиерот е и министер и судија и збори се. Така што покриени се со премиерот сите институции, да. Да, и Декна рече дека тој ја игра улогата и на фудбалски селектор. Само може ли повели. Кратко, извини, што сакам да искоментирам една ситуација која што може да биде многу опасна во изминатите кампањи кога ќе почнат. Моментот е каде што гледаме како една опозицијска партија, тоест левица и ВМРО ДПМН кој што е на власт се препукуваат за кандидатите македонци или албанци во општини каде што се со доминантно албанско население, и во тој случај мислам дека многу се игра на таа националистичка карта, не на пример кој е кандидатот без разлика на неговата етничка припадност, туку да биде таму само да е македонец,
колку да еве да покажеме дека ние македонците сме таму, без разлика можеби и некој криминалец, пример, ама не е битно само да е македонец или па да биде само албанец. Смислам дека таа реторика е многу опасна за подкрепање малку на национализмот и на крајот денот без разлика од која етничка припадност, тој треба да има возможи убав живот и на македонците, и на албанците, и на турците, и на сите кои што живеат во Струга или во Тетово. Како што јас сега ми е sejedno дали во Скопје ќе биде македонец или не знам од друга етничка припадност, исто така сакам да ми биде убав животот. Но моментот е, мислам дека ова реторика ќе се заострува уште повеќе во местата каде што има грото албанско население. Односно каде што се заедниците етнички мешани. Да, но ако гледаме во историјата, невозможно е да победи некој кој што нели има помалце гласови. Сега ако зборуваме реално во Тетово или во Струга или во Кичево, таква е структурата каде што може да победи само кандидат кој што е од Дуи или од Влен. Но наративот да има задолжително македонец како кандидат е доволно индикативен и тоа го гледаме. Исто така, еве да спомнам само уште две работи што меѓу останатото беа дел од мониторингот на цивил во изминатите недели и месеци, а тоа е дека на самиот почеток на учебната година, наместо да се решаваат хроничните проблеми со условите во кои учат децата во основните и средните училишта, што се однесува до локалните избори во основните училишта кои се споделена ингеренција меѓу локалната самоуправа и Министерството за образование, недостиг на учебници и така натаму, кој е хроничен и низа други предизвици со кои се соочуваат и учениците и нивните родители. Се разбира и наставниот кадар, да се разбереме. Ние видовме една жестока, според мене, па мислам дека сум во рамките на стандардите на цивил, бидејќи ние сме многу внимателни и многу чувствителни на злоупотребата на децата. Жестока злоупотреба на децата. Значи немаше политичар кој не се сликаше со деца во позадина, со голема група деца. Добро, ќе се сликаат. Имаше и политички говори што им држа. Имаше политички говори кои се држа на деца, кои немаа врска со тоа што треба децата да слушнат во една спортска сала. И така натаму. Тоа е навистина за крајна осуда. Исто како што е за крајна осуда отсуството на било какви манири кои се однесуваат на почитување на родовите права. И се разбира во целост на човековите права и слободи, за национализмот не сакам да коментирам. Извини, сакаш да кажеш? Да, но нема да кажам, многу закажување. Добро, за крај, ако нема дополнителни коментари, да повели? Со мониторинг врзано, бидејќи рече дека ние ги следиме и другите и помалите партии, дека дали се зборевме дека тоа поларизирано општество фактички станува биполарно. Да спомнам дека имавме интервју со првиот кандидат за градоначелник на Скопје. Да, тоа беше интересно интервју. Се разбира дека биполарно ми остана. Се разбира дека цивил ќе остане во највисока можна ниво на подготвеност да ги следи сите аспекти, буквално сите аспекти кои се значајни за изборите и изборните процеси. Паралелно со тоа, тимот на цивил за мониторинг на хибридните закани ги следи и сите процеси кои се однесуваат на регионот и пошироко ги следиме руските
хибридни закани, руската пропаганда и се разбира во доменот на геополитиката. Мислам дека имаме една од најдобрите, најспремните редакции кои многу внимателно, многу исцрпно во детали со одлично разбирање ги следат состојбите како во регионот, така во светот и пошироко за националните прашања, да не правиме муабет што се вели. На крај, ако се согласите да затвориме оваа епизода на колегиум кој е, мислам за прв пат, не, втор пат е вака во физички со физичко присуство на учесниците и учесниците, следниот пат во проширен хибриден формат, но некако хибриден мултимедијален формат. Ќе имаме и луѓе на Zoom кои ќе ни се придружат. Овој простор дозволува 4 до 5 луѓе само, се разбира дека ќе имаме поширок состав. За крај, во името на Цивил и ова прекрасна екипа, им порачувам на политичките ентитети, на политичките актери на сцената во нашата земја да имаат предвид дека луѓето не се наивни и дека им пречат жестоките поларизирачки наративи. На крајот се работи за локални избори и повикуваме како организација нека бидат тоа слободни, фери, демократски избори за локални прашања. Благодарам многу, довидување.